Благодарам. Колега Ташев, кој ќе ве слушнат вака, може би останатите колеги или пак некој друг, што не е од општина Неготино, би помислил дека во Неготино ситуацијата е на мед и млеко тече низ улиците. По улиците во Неготино се во катастрофална состојба. Никогаш полошо не било. Дали сте поминале по околните улици? Не само Маршал Тито, останатите улици во градот. Зборувате дека немало проекти. Па сегашниот градоначалник, заедно со неговата администрација, нема изготвено ниту еден проект. Се што направил, сите овие работи што ги кажавте се само продолжување на работата на претходниот градоначалник, продолжување на неговите проекти. Повторно се китите со туѓи перија. Улицата во село Требник ја спомнавте, па барем таа улица немојте да ја спомнувате. Зошто сега ќе ви објаснам? Заради тоа што пред избори, точно во саботата, пред првиот круг на председателски избори, истуривте една, немаше ни приколка, една приколка цимент, ги затрпавте дупките и тоа траеше се до првиот дожд, кога тие дупки повторно се отворија. Ветувањето дека ќе биде направена улицата, жителите на село Требник го слушаат од вас веќе трета година. Не ви веруваат, џабе е сега. Или повторно ги чекате изборите да дојдат за да може да почнете со асфалтирање на таа улица. За улиците во градот ви спомнав дека се катастрофални, за проектите исто така. Се е продолжување на проекти, значи само од стариот градоначалник што ги правел. Не знам дали сте ги посетиле сите овие села што ги спомнав пред малку, дали сте разговарале со нив. Единствено барање на жителите на сите овие села, заедничко за сите нив, асфалтирање на улиците. Може би сте ги заборавиле ветувањето, но еве јас ќе ве потсетам. Градоначалникот Тони Делков во село Требник кажа дека се што е ветено, но и многу повеќе од тоа ќе биде реализирано. Тој кажа, до крајот на тековната година, мислеше на 2018, ќе се спроведат 4 проекти. Асфалтирање на патот кој води од почетокот на селото до центарот на селото. Како што рече, зашто веќе е изготвен и соодветен проект, ништо од тоа. 2019 завршува, нема ништо. Кажа дека е распишан тендер за резервоар за водоснабдување, ништо. Ќе се гради детско игралиште со поставување реквизити, ништо и од тоа. Ќе биде поставена постојка. Од сето ова, почитуван колега Ташев, можеме да кажеме дека градоначалникот единствено што направи и силно се заинтересира за тоа е да ја направи улицата, односно улицата Калтрама до приватниот имот, односно до ергелата. Ниедна друга улица во нашата општина не е направена, а тоа добро го знаат жителите на општина Неготино кои гледат, следат и пратат. Знаат низ какви улици поминуваат. Значи џабе е што и да им кажуваме тука на луѓето, гледат и судат. И тоа ќе го кажат на 12 април.